Завршија репрезентации, Македонија тепаше 2 пати, Мети си заминува од ФФМ, време е да се вратиме на европскиот фудбал. Нема премногу интересни надпревари викендов, ама тие што ги има се стварно интересни. Ама пред да одиме со тоа, ајде да видиме дека сме на Фантази Премиер Лига. Се залетав некако последното коло и паднав на Лигата на спортски. Бев, да видиме само 87, сега сум 98. Ама ова коло се враќам. Целта е пласман во топ 5 на крајот од сезоната и освојување на награда. Да подсетиме за најдобрите 5 во нашата лига следуваат награди. Ајде да видиме што ќе направам, односно што направив јас. Соланке, кој што минатото коло ми донесе само 2 бода, го продавам и го земам на негово место Джексон од Челси. Челси игра против Лестер и мислам дека Джексон може да постигне барем 1 гол. Челси би требала тепа така да очекувам дека Джексон може да донесе бодови. Се мислев дали да ги извадам Мбуемо и каде. Да, Мбуемо кој што е под знак прашалник и Палмер, меѓутоа не. Мислам дека сепак ќе настапат и ова кола. Како што кажав, на лигата мацена задував, меѓутоа ќе видиме следна недела, ја користам дефинитивно вайл картата. Мислев и оваа недела, ја па со таа вайл карта 100 пати ја спомнав. Меѓутоа не ќе сега да искористам затоа што после репрезентативна пауза да видиме како ќе изиграат дел од екипите, дел од играчите. Така да со вайл картата одиме следно коло. Сега, кои се моите предлози за оваа недела? Прв предлог. Джордан Пикфорд, Евертон 4,9 милиони фунти. Евертон му гостува на Брентфорд. Пикфорд 3 пати го зачува својот гол оваа сезона во последните 5 надпревари. Прими само 2 гола и заработи 36 поени на Фантази Премиер Лига. Ако сакате замена на голот, земајте го Пикфорд. Одиме далje. Ибрахим Конате, Ливерпул 5,4 милиони фунти. Ливерпул гостува кај Саутемптон, што му дава можност на централниот бек да продолжи да нуди голема вредност. Конате има 10 старта оваа сезона, а имаше влијание и во нападот, постигнувајќи 1 гол и асистенција. И последниот. Воткинс, Астон Вила 9 милиони фунти. Домашната пресметка со Кристал Палас може да му помогне на нападјачот на Астон Вила, конечно се опорави од серијата само 1 гол во неговите последни 5 надпревари. Воткинс имаше 15 големи шанси оваа сезона, ситуации кога играчот се очекува да постигне гол. Само прашање на време кога ќе се распука. Така да, ако сакате трансфери, имаме во одбрана предлог, на голманската позиција предлог и во нападот, земајте ги. Мислам дека сите тројца ќе донесат доволно бодови ова коло. Дечки, се бориме за пласма во топ 5, не е доцна, има уште цела полусезона до крајот, така да ајде борба. Почнуваме со дербито во Премиер Лигата. Манчестер Сити, Тотенхем. Ќе остане, нема да остане, сака да биде селектор. Едно, друго, подпише. Пеп Гвардиола и официјално останува на клупата на Манчестер Сити, продолжувајќи го договорот за уште 2 сезони, до јуни 2027 година. Пеп до сега има освоено 18 трофеи, вклучувајќи 6 титули во англиската лига и трофеј за освојување на Лигата на шампиони. Минатата сезона тој испише историја со тимот со тоа што стана првиот тим во историјата на англискиот фудбал со 4 последователни титули. Сега, Пеп и Сити се зафатија со една друга работа. Новата мисија е да го задржат најдобриот стрелец на тимот и најдобриот фудбалер, Ерлинг Халанд. Најголемата актуелна плата во Премиер Лигата е таа на Кевин Де Брујн, кој од Сити добива 400.000 фунти неделно. А сега понудата за Халанд изнесува 100.000 фунти повеќе. 500.000 фунти, односно 600.000 евра неделно. Глап, да се вратиме на надпреварот. Тотенхем веќе го тепаше Сити пред неколку недели во ЕФЛ купот со 2-1. Ама сега приказната е друга. Ствари,
ако се види како игра Сити во последните неколку надпревари, можеби приказната не е толку друга. Од тој пораз на Сити, Сити врза 4 порази во низа. Никогаш не му се случило тоа на Пеп претходно. Порази од Тотенхем, Бормаут, од Спортинг во Лигата на шампиони и минатото коло од Брайтон. Време е да се прекине црната серија. Ништо подобар не е ни Тотенхем, кој минатото коло загуби од Ипсвич на домашен терен. Овој уствари одлична шанса на Сити да му се одмази на Тотенхем и конечно да почне да победува. Тепа Сити. Ајде серија А. Милан Јувентус. Дерби. Традиционално дерби во Италија. Јувентус нема да игра главниот напаѓач. Српскиот напаѓач Влаховиќ ќе мора да паузира откако се повреди во завршницата од мечот против Данска во Лигата на нации. Милан се враќаат Габија и Мората. Не се тоа некои големи проблеми за Јуве или голема добивка за Милан, ама може тоа да значи нешто. Еве две интересни информации поврзани со ова дерби. Ова е 179-та средба помеѓу Јувентус и Милан во серија А. Бјанконерите имаат 68 победи наспроти 53 на росонјерите, со 57 нерешени средби. Јувентус ги доби сите од последните 5 надпревари во серија А одиграни против Милан после репрезентативна пауза. Последниот во 2023 година. Се мислам дека Јуве ќе тепи и овој пат. Интересен надпревар во серија ќе има и во недела Наполи Рома. Ако можете да го следите надпреварот, следете го, ќе биде интересно. А ние тука се одјавуваме, следете на социјалните мрежи на Instagram и на Facebook, ставите subscribe на YouTube каналот BMG Network и бидете во текст со сите новитети. Ајде, чао!